Да, добар ден, Аргумент Плюс. Вечерва мој соговорник е Бојан Кордалов, комуниколог, експерт за застапување односи со јавност. Бојан, добар ден, те вклучуваме од Бриса. Добро вечер, добар ден. Благодарам за оваа можност и се надевам дека ќе имаме доста интересна дискусија. Турбулентен период е, секој ден носи нешто ново за коментирање и од комуниколошки, и од политички, и од социолошки аспект. Но, ајде, две поенти да имаме во овој разговор. Едната е нарацијата на политиката, на која сведочиме изминатиот период, и малку околу европските интеграции. Најпрво сакам да те прашам, дали ги погледна последните коментари, видеа, вардарци, нашиот клуб шампион, како ја прослави победата? Да, секако дека ги следам редовно информациите и вестите, вклучително и оние кои што се интересни за гледање, но и оние кои што за жал содржат пораки кои што не се баш за масовно прикажување, така што да, во одреден дел ги прославив апсолутно. Знаеш дека во домашната јавност кај нас се отвори дебата, веќе тоа го третираме и како настан, како ситуација од повеќе аспекти и во дневно-информативните појаси. Денеска најново е што ФФМ покрена и поведе дисциплинска постапка за фудбалскиот клуб Вардар. Сега сакам една оценка, бидејќи јавноста повторно се поларизираше и на оваа тема. Се разбира до оние оценки на осуда, на навреда, до оценки дека можеби се работи за една младешка фантазија, непромислен потек, или потек кој требало да постои, но не требало да излезе во јавноста за да го слушнеме. Се поларизиравме. И сега комуниколошки, како го оценуваш ова? Навистина сме кревки на ваквите ситуации како општество или не смееме да премолчиме на ваквите примери што ни се случуваат? Мислам дека нема простор за поларизација. Секако дека никој не посакуваме неубави работи нити на млади луѓе, нити вакви сцени, меѓутоа времето е денеска такво, апсолутно на јавни настани, кога ќе се вклучи телефонот, камерата, едно видео може да стане доста вирално. И не мислам дека има простор за било какво оправдување онаа содржина која што се слуша. Нити сметам дека треба да има масовна осуда и оцрнување и ставање на столбот на срамот на оние што тоа го правеа, меѓутоа ситуацијата е јасна. Постојат закони, постојат процедури и едноставно било кој омаловажување не е предмет на јавно мислење, на дискусија, тука е предмет на постапување. И надлежните институции, ослободени од политика, ослободени од емоција, треба да решат, донесат одлука не за да ги масовно казниме тие што го правеле тоа, туку за да спречиме во иднина вакви работи. Знаете како секогаш кога некој наше засегнат, ние ќе побараме и ќе најдеме оправдување зашто не е убаво да се преземе санкција. Меѓутоа мора да се почне од некаде, не за да се спречи слободата на говорот, туку да се дозволи слободата на говорот, а да се спречи масовното децениското поттикнување на фредлук, на омаловажување, дискриминација, на ширење на разни фрази под плаштот на тоа што е битен еден човек кога 1000 луѓе уживале или 100.000 луѓе славеле. Едноставно мора да разбереме дека за нас се работи, за секој од нас лично, кога интегритетот, човековото достоинство е засегнато. Има начин како да се прослави, има начин како да се пее. На крајот на криштата можеме многу искуство од Британија, од многу други развиени земји да видиме како навивачите се многу жестоки навивачи поддржувачи на теренот без да се прават и да се случуваат вакви работи, односно ако некоја се случат едноставно да се санкционираат. Така што мислам дека општествената дискусија е добра, меѓутоа навистина место за поларизираност нема. Едноставно слободата на говорот секогаш кога е засегната од некаква дискриминација, омаловажување, едноставно се знае што треба да се преземе за да не се повтори такво нешто. Еве го начнавме тоа прашање за слобода на говор и тоа беше причина да поразговарам со вас. Некако изминатиот период ние направивме одредени законски измени, декриминализација, клевета, се интервенираше во законите и така натаму, се префрлија дел од постапките во граѓански постапки. Сега дали веќе дојдовме во една ситуација каде што тенка е линијата помеѓу она што значи слобода на говор и она што значи говор на омраза
и навреди. Некако имам чувство, повеќе оваа нарација, иако е забележителна и во дел од медиумите, еве како новинар ги следам сите медиуми и можам да кажам дека се користат навредливи зборови во емисии и така натаму, но претежно е на социјалните мрежи. Дали веќе сме во таа ситуација каде што таа линија е многу тенка помеѓу она што го велиме слобода на говор, уставно загарантирано право, и говор на омраза, навреди и клевети? Мислам дека станува збор за потреба од подигање на свест. Многу често дискриминацијата и фразите кои што се користат на омаловажување не се третираат од оние што ги прават како такво нешто. Не велам дека секој има ниска свест, меѓутоа за жал потребно е многу работа на ова поле. Линијата помеѓу говорот на омраза и слободата на говорот е тенка, но многу јасна. Во моментот кога ќе почнеме да се користиме со фрази кои што омаловажуваат, навредуваат, клеветат и така натаму, независно дали е тоа еден човек, двајца, петорица или 500 милиони, ние правиме дело кое што веќе не е слобода на говор. Слобода на говор значи да имаме став за било кое прашање, кој што сакаме да го искажеме јавно, во потесен круг или било како, или можеби не сакаме да го искажеме. Но не значи дека ќе омаловажуваме или спречиме некој друг да го има тоа право. Во моментот кога го правиме тоа, престанува слободата на говорот и настапува она другото, дискриминацијата, омразата и слично. Од друга страна, многу сме говореле, но очигледно недоволно. Политичките партии, нивниот вокабулар и тоа како даваат ветер во грб на несоодветната комуникација, несоодветните фрази. Јас не би одел дури првенствено ниту кај социјалните медиуми, ниту кај медиумите. Туку пред се би одел кај политичките партии. На крајот на криштата ние мораме да разбереме дека кога користиме начин на комуникација, таа мора да е со вклучивост, со инклузивност, таа мора да е издржана и базирана на аргументи. Има начин како да кажете дека нешто не ви се допаѓа. Не мора да е тоа со пцовка или со навреда. Значи едноставно тоа не ми се допаѓа, односно сакам да биде на овој или на оној начин. Тоа е став. Тоа е критика, во исто време и конструктивна критика и предлог. Политичките партии не го прават тоа. Тоа не дава алиби нити на другите фактори, нити на никој граѓанин да користи дискриминација и омраза и било какви квалификации, меѓутоа мораме да констатираме дека кога во врвот, кај оние кои што треба да бидат пример за општеството, отсуствува оваа свест, навистина ќе тонеме и ќе одиме само по надолна линија. И на крај би сакала да заокружам на ова прашање. Јас не верувам и сум убеден, според она што може да се види, но и да се прочита, дека мнозинството граѓани ја користат таа комуникација негативно во јавно дискурс. За среќа, тоа е многу мал дел. Меѓутоа, колку помалку ова се адресира, колку помалку се постапува таму каде што треба, бројката на луѓе кои што ги се чувствуваат посигурно, позабавно, поинтересно да бидат полни со дискриминација, со негативни фрази, со омаловажување и омраза, така нивниот број ќе расте. Ако сакаме тоа да го спречиме, дефинитивно мора да разбереме дека нема простор за тоа заради себе. Денеска се навредува позната пејачка или јавна личност. Утре се навредува 10 луѓе од одредена група, задутре цела заедница од било кој обем. На крај тоа ќе не засегне и нас. Знаете како? Некој ако се смее кога се исмева одредена јавна личност или одредена фамилија на некои луѓе, не треба да заборави како се чувствува кога на пример се исмевал некој нивни близок затоа што носел очила, можеби некој дете во училиште, или затоа што некоја девојче во училиштето имало малце повеќе килограми, па некој се нашол да прави дискриминација и смејување на тоа, или не знам каков сајбербулинг на одредено дете, заради тоа што не стоело на одреден начин или правило нешто кое што некој за да се направи фраер во одделението направил дискриминација. Тоа е сето затоа што градиме неинклузивно и многу често нецелосно здраво поставено општество. Омразата ја креираме сите и на крајот омразата завршува кај секој од нас. Таа, ако ја шириме, нема да дојде само до оние до кои што ја шириме, што е еднакво страшно, туку и во исто време прашање на време кога ќе се врати кон нас. Така што во комуникацијата нема просто за омраза заради добробитта и перспективата и на нас и на нашите блиски, наједноставно кажам. Рековте во воведот на овој одговор подигнување на свеста. За чија свест треба да се подигне? Ве молам, дозволете ми, што сакам да поентирам со прашањето. Подигнување на свеста. Слушнете ја нарацијава. Криминалци, глодари, предавници, патриоти, мачиња, тигри, бугарски пиони, предавници. Ова се
цитати на оние кои ни ги креираат политиките и како власт и како опозиција. Потоа имаме вработени во медиуми официјални, кај што, например, во емисија се користи зборот џукела и блебетаат. И сега прашувам, чија свест треба да се подигне најпрво, за да можеме тоа да им го кажеме и на обичните граѓани. Токму тоа и го кажав и се сложувам со констатацијата, свеста прво на оние што се највисоко во, ајде да речеме, органиграмот, во општеството, најдостапни, најприсутни, а во јавниот простор, тоа се политичарите, јавните институции, понатаму јавните личности и така натаму. Меѓутоа свеста, кога говорам за свеста, освен по приоритет, како што се согласуваме, треба да се подигне кај секој човек, вклучително зборувам тука и кај себе. Јас лично секој месец, секоја година, можеби секој ден, дознавам работи и се трудам да се подобрам. Сите ние сме користеле фрази кои што сме ги сметале за прифатливи. Дали е тоа, еве ќе бидам директен, се однесува како глува личност. Тоа не е добра фраза која што треба да се користи затоа што навредувате луѓе. Категорија на граѓани што имаат проблем одреден здравствен. И јас сум го имал тој недостаток на разбирање, за жал, меѓутоа сум го научил. Или не се вика живееме во една шизофрена ситуација. Туку се вика живееме во една ситуација која што е непредвидлива и така. Не заради тоа што ние не кажуваме точна фраза, туку затоа што повредуваме луѓе кои што се борат со одреден здравствен проблем. И тоа, ево ви кажувам мои примери, кои што низ месеците, годините, јас си ја подигам личната свест. И не гледам ништо спорно, зошто ние не треба индивидуално да се менуваме. Секако дека вината е кај политичари, секако дека вината е кај најприсутните во медиуми. Меѓутоа, и ние сме дел од милјето, и ние сме дел од системот. И мораме да работиме. Кога велам јавна свест, еве ќе си почнам само од себе и апелирам до секого. И третата, односно првата работа што барем јас кога се изразувам секогаш ја правам, не само во јавност, и во разговор со најблиски луѓе, не го кажувам она што не сакам на мене да ми биде кажано. Или што знам дека ако го каже некој за мене, ќе ме повреди, навреди, ќе ме натажи во крајна линија, разгневи и така натаму. Толку едноставно. Емпатијата е суштината на се. Дали зборувате со блиски, дали зборувате во медиумите, дали пишувате на социјалните мрежи, дали е тоа приватна или општествена дискусија. Има правила на игра. Добро. Не знам зошто, особено политичарите, сметаат дека ако ги кажуваат фразите навредливо, дека подобро ќе се разбере. Ако викаат ти си глуп, например, дека повеќе ќе се разбере, ако некој каже мислам дека не ме разбираш правилно. Исто ќе ве разберат. Еднакво ќе ве разберат. Не се граѓаните, нити тие што не сваќаат. Политичари се тие што ги потценуваат граѓаните и да, тука се слагам дека највеќе треба да се работи. Да, еве, јас работам во медиуми и мора да признаеме да не сме лицемери, дека многу е тешка, еве има котрпна нашата работа, не се жалам, 3 децении работам, но подразбира некои стандарди, некоја етика да ги мериме зборовите, некогаш ќе погрешиме и ние сме луѓе, се разбира, но главно да се држиме до тие стандарди, до тие принципи, бидејќи секој и наш кажан збор и на политиката, навлегувам во следното прашање, може да поттикне одредена ситуација во општеството, па дури етничка, моноетничка, политичка поларизација, партиска, тој говор дали може да влијае врз однесувањето на граѓаните, врз креирање на мислење, каква порака праќаме секој од нас што ќе каже нешто, тоа како јавни личности, имаме тежина, имаме некое влијание, тука велам пред се за креаторите на политиките. Така е. Апсолутно, затоа го поделив во два, но поврзани дела. Одговорноста на врвот, тоа е политиката, институциите и некористењето на стандардна комуникација, инклузивна комуникација и тоа како дава ветер во грб, но во исто време не дава алиби. Значи, правото е секогаш јасно, особено во демократија. Ако некој удри некого и каже, ама ми рече политичарот да го удрам, одговорноста не е кај политичарот, тука и тој што го направил делот. Ама ветерот во грб. Зошто се чувствува слобода да се користат фрази кои што навредуваат, кои што шират омраза, кои што дискриминираат, секако е во огромна мера кај оние на врвот, тоа се политичките партии. И вие прочитавте делот соопштенијата, и тоа ги прочитавте најкултурните, некултурни делови од соопштенијата, за волја на вистината. Но недозволиво едноставно.
нема простор за тоа, заради тоа што на крајот ви велам, цехот ќе го прават и секој го плаќа секој од нас. Само завртете се околу секој од нас кој се заврти околу себе, не случајно ги дадов училиштата, зашто најлесен пример се да сватиме што значи дискриминација, дека не постои за жал дете кое што не е некаков предмет на дискриминација или насилство или онлайн насилство. И тоа е општеството што ние го градиме. Тоа е општеството што политичарите, да, јавните личности, но и секој од нас го гради. Кога дома зборуваме и смеваме родители на други деца или други категории на луѓе или наоѓаме стереотипизација и фрази кои што ги омаловажуваат другите заедници или што и да е, тоа дете го пие тоа, потоа го пренесува и ние се вртиме во еден круг кој што нема крај. Да, некако телевизиите како медиуми, нели официјалните портали, интернет портали, се обидуваме, се уште водиме битка да се држиме до тие стандарди, до таа рамка што не дефинира професионалци во работата, но социјалните мрежи е нешто страшно таму за читање, за гледање. Од устите на не само на политичари, и на јавни личности од различни сфери, дури има впечаток понекогаш дека имаме погрешна, сме имале перцепција за луѓето и нивното позитивно влијание и учество во општеството, кога ќе прочитаме какви не статус или снимки објавуваат. Станали мегдан светот на социјалните медиуми мегдан за истурање на таа омраза, гнев, иако не мислам и докажано или научно дека токму и тој вид на медиуми може да бидат тригери за сериозни инциденти и последици. Така е, апсолутно. Прво, во делот на медиумите, навистина, стандардите се гледаат, професионализмот се гледа и тоа е нешто кое што особено во денешно време на социјални медиуми станува многу поважно. Таа регулација на слободната дебата и слободната мисла, меѓутоа слободата на говор. Сега, кога зборуваме за социјалните медиуми, факт е, убаво кажавте, тие се огледал. Значи, социјалните медиуми не можат да го натераат човек да дискриминира или да шири омраз. Тој човек го има тоа во себе и оние луѓе кои што тоа го прават, тоа го правеле порано во 4 зида или во кафеана или го правеле во друштво на некоја собиранка и така натаму. Денеска, веќе 20 години, имаат платформи кои што достигаат, можеби не само до 5, 20, 30 луѓе, туку до 200, 300, 500, 5000 и така натаму. И факт е дека тоа е проблем. Не е проблем на мрежите, тоа е на крајот проблем на луѓето. И секоја држава и демократските општества мора да создадат критериуми да го спречуваат ова. Тоа значи различни постапки и едукација и онаму каде што треба и друг тип на постапки, не за да ги казнуваат луѓето, не за да ги замолчуваат, туку за да остава слобода на говор. Ние изминативе 20 години не можеме често да видиме, не можеме никогаш скоро да видиме дебата на социјалните медиуми, затоа што најгласни се оние кои што пцујат, дискриминираат, омаловажуваат, шират гласини, омраза и така натаму. И вие, сите луѓе кои што сакаат дебата, базирана на различни ставови, тие се повлекуваат. На почетокот гледавме дебати, гледавме интрудери или луѓе што се вклучуваат, нели, нападно да го направат тоа, полека сите луѓе се тргаат и денеска вие немате коментари кои што даваат идеи ниту во Македонија, ниту пошироко. И тоа е сериозен проблем, меѓутоа пак ќе ви кажам, секако дека мрежите треба да се справуваат со тоа, меѓутоа клучното е што прават општествата за интеграција на своите граѓани. Дали ќе го отстапиме просторот на ваквите коментари, зборувам како институции, и ќе оставиме да не постои дебата во тој онлайн простор, или пак едноставно ќе се направи навистина здраво општество во кое што ќе постои простор за слободата на говорот. Повторувам, слободата на говорот не значи вие да ги пцуете другите и да ги омаловажувате и да ширите клевети. Значи да го кажете своето мислење, вклучително и дека не се согласувате. Ама да биде тоа ваш став и ваше мислење, а не да се фокусирате на другите луѓе да ги омаловажите и навредите. Кордалов, светот на возрастните е свет на возрастни, кој што влијае на светот на оние најранливите, ги велиме, тоа се децата. Сведочиме, за жал, на големи, тешки инциденти изминатиот период, кои се одрас на некоја агресија која ние, како родителите, за жал не можеме да ја препознаеме. Се вели, психолози, педагози анализираа овде во студиото дека удел во таа агресија акумулирана кај децата, таа деструкција, имаат и социјалните мрежи, дури онаа платформа TikTok предизвикан или инциденти со тие предизвици, како се викаат, што ги играат децата.
Треба ли, може би, време ли е веќе се отвара дебата полека кај нас, има иницијатива за одредени ограничувања за користење на социјални мрежи кај одредена возрастна, до одредена возрастна категорија, односно возраст кај децата кај нас. Треба ли да размислуваме? Знаеме, мислам, Австралија и други земји посегнаа по одредени рестрикции. Дали тоа може нешто да помогне? Кога зборуваме за децата, јас имам навистина посеопфатно прашање околу оваа тематика. И прво тргнувам со реалноста. Реалноста вели дека и во моментов самите платформи не дозволуваат во своите политики деца под 14 години да имаат профили. Дали е тоа TikTok, дали е тоа Instagram и така натаму. Но ги имаат. Но ги имаат. Сега, не сакам да судам зашто ги имаат, но сакам да ја констатираме реалност. Реалноста вели дека родителите многу често се соочуваат со притисокот дека мора многу пред дозволата од страна на самиот социјален медиум да дозволат на своето дете да отвори профил. И сега, кога со леснотија се носи закон дека нештото ќе се забрани од страна на властите, треба да се има предвид дека таа забрана треба некој да ја спроведе. Тој некој се родителите. И повторно се вртиме во круг, дека во суштина наместо само да оперираме со забрани, треба да дадеме поддршка на родителите во овој процес. Најлесно е државата, еве, дали е Австралија, дали е Албанија, дали е не знам која друга држава ќе каже од утре нема TikTok. Меѓутоа, тие VPN-и, тие начини на снаоѓање и пристап до TikTok, например, или тие начини за алтернативни мрежи, или тие начини за изнаоѓање на алтернативни идентитети, дека имате над години и така натаму, тие се јавуваат секаде, за жал. Значи, повторно се доаѓа до тоа дека општеството мора да соработува, дека институциите мора да разберат дека се сервис на родителите и дека треба да направат платформи, начини да слушаат, едуцираат и применуваат. Например, Европската унија пред неколку недели излезе со конкретна апликација која што развива, која што ќе овозможи соопфатна контрола од страна на родителите сходно на возраста за приклучување нивните деца на социјалните медиуми. Тоа е пример како вие градите алатка со која што ја нудите во партнерство родителите. Инаку, самите ветувања од утре ќе забраниме се, на крајот, во многу држави, веќе завршија, а како уште едно разочарување на родителите, бидејќи вие не им помагате, само им префрлат и викате, ќе забранам, јас како држава ќе забранам под 15 години да имаат социјални медиуми. И кој ќе го спроведе тоа? Родителите. Значи не е забраната како таква, туку е диалогот, наоѓањето решение и вклучувањето и на младите луѓе во текот. Инаку психолозите сами ги спомнавте. Многу пати имаат објаснато и кај вас и на други места дека младите луѓе, особено на таа возраст, бараат простор кај што не се возрастите, бараат да бидат посебни, бараат, сите сме биле на крајот на лиштата на таа возраст. Мора да дозволиме да биде тоа, но да бидат сигурни, заштитени, да не бидат повредени. Тоа е рецептот кој што мора денеска да се бара и само на тој начин може да се постепи, да се добијат резултати. Да, ова беше носечка тема, сакам да ве прашам, реков во Брисел сте, таму сте со ангажмани професионални. Една оценка во однос на моменталната состојба, широко прашање, комплексно е, нели, за македонските евроинтеграции, но дел од изјавите на актуелната власт и пораки малку предизвика една турбуленција и дадоа повод за дебата во општеството. Една од изјавите беше ние може вака и со децении да чекаме се додека не најдеме достоинствено решение за проблемот со Бугарија и тогаш да ги почнеме преговорите со Европската унија. Океј, изјави има различни, така е. Јас слушнав ова изјава, меѓутоа има изјави каде што се вели дека не застрануваме од патот, бараме директни разговори, веруваме дека во брзо време ќе се реши ако постои волја, па потоа дека нема волја и така натаму. Мислам дека стратегијата на Европската унија во делот на проширувањето, особено во овој период, новаа комисија е многу јасна, се бараат конкретни испораки и дела, а многу помалку се слушаат изјави. Очигледно е, тоа се факти, не е тоа ниту моја проценка, ниту проценка на политичарите во држава во Македонија, дека истрчаните напред или фронтранери, првенците на генерација, да речеме во моментот од регионот се Црна Гора, потоа Албанија и од источните партнерства се Украина и Молдавија. Тоа не значи дека ние сме надвор од лигата, меѓутоа јасно се кажани принципите и она што се очекува од нас да биде направено. И тоа е тоа. Ние можеме да бидеме среќни, можеме да бидеме несреќни, можеме да сме задоволни, незадоволни, меѓутоа патот е тој.
Добро, да. Мора да. Повторно некако при крај сме на разговорот се враќаме на почетокот на поентата за овој разговор. Денеска имаме изјава на премиерот повик за национално обединување. Мислам 150 години разловачко востание и по тој повод повторно нацијата да се обедини околу клучните прашања. Сега ние вакви декларативни заложби слушаме не само од власта и од опозицијата актуелна, ама во секојдневието нарацијата е толку поларизирана, толку како да не се само политички непријатели, туку крвни национални непријатели меѓу себе. А од друга страна, еве имаме декларативни заложби, например, едно од стратешките прашања ние членството во Европската унија, припадноста во Европската унија. Не постои повисок национален интерес и според анкетите и според очекувањето членството во ЕУ. Сега, ако се сака да се направи реална интеграција во општеството на човек со човек, да не слушаме повеќе за знаете како, секаде во свет се случуваат за жал несреќи. Дали е тоа дискотека, дали е тоа бродска, авионска несреќа, меѓутоа кај нас се случуваат во серија и се случуваат од системска, деценijска негрижа. Тоа не е несреќа, тоа е свесно водење кон несреќа. И европските реформи и стандарди значат грижа за себе, а потоа, паралелно со спроведувањето на реформите, значат и интеграција, значат и станување дел од семејството и повторно интегрирање и рамноправно со другите. Така што поголема обединувачка порака од работа на реформите, што се дел од патот на Европската унија нема. И јас би апелирал и до власта и до опозицијата, ако остана простор, зашто со оваа комуникација не сум многу оптимист, да седнат и да работат на тоа поле, но не како луѓе што се надмудруваат кој повеќе направил или како луѓе кои што ќе ја политизираат темата, туку да ги стават стручните луѓе напред во секоја област. Имаме многу квалитетни луѓе во секоја пора на општеството во Македонија, но и многу луѓе надвор од земјата кои што се на ангажман или пак иселени. Да се обединат сите сили, да сработиме, бидејќи сите реформи што ќе ги направиме се за нас. Сите промени во законодавството во образованието што ги направиме остануваат во училиштата и факултетите во Македонија. Сите реформи за слободна трговија што ќе ги направиме или еве СЕПА, банкарски трансфер, тие се за нас. Ние побрзо се интегрираме и добиваме повеќе права. Така што апелирам, кога се зборува за обединување, тоа да биде со европската интеграција напред, бидејќи бенефитот ќе го осетат нашите граѓани. Да, Бојан Кордалов, благодарам за овие 30 на минути разговори, придонесеве на овие теми чувствителни, но кои еве мора да ги истрчаме дома за да видиме со цел нели да не ни се повторат тие ситуации повторно во иднината. Благодарам за разговорот. Благодарам за можноста и искрено чест ми беше. Да, благодарам Бојан Кордалов, дел од Аргумент Плюс денеска, од мене пријатно почитувани гледачи.